условите на теемумот. Теемумот не е дозволено општо. Човекот да оди директно на теемум, како што кажам, но тоа се дозволува само во два случаи. Кога се дозволи теемумот? На два случаи. Првото, ако не најдеш вода, и второто, ако најдеш вода. Не најдеш вода, и второто, ако најдеш вода. Сега ќе објасниме зашто интересантно е. Значи, и да најдеш, и да не најдеш. Дозволено е пак теемумот. Добро. Поради нејзино непоседување. Како, например, немат вода нигде во градот. Ниту жива вода, ниту вода од државата. Немат. Општо, иште немат вода. Што ќе правиме сега? Ти си џунуп, или треба да клањаш намаз, не си џунуп, па немаш абдес. А мора да клањаш. Времето на полден е влезен. И ти го закасниш малку полденот до крајот да дојде времето на што? На икиндија. Пак водата не иде и не знаеш дека и да го закасниш уште повеќе не си сигурен дека водата ќе дојде. Што правиме овде? Земиме теемум. Како не најдеш вода, не најдеш воопшто вода. Тогаш се обратиш кон теемумот. Добро. Поседување на вода имаш вода. Ама, например, како што кажавме, имаш страф, што при употребување на водата во случај на болест или неподнеслив студ. Имат некогаш е студено многу. Ти немаш топла вода. И не можеш да ја топлиш водата, затоа што дур да ја топлиш водата, например, ќе излезит времето на намазот. А се плашиш дека ако се капи со таа вода, или можеш да одиш на умрење, или пак ќе се разболиш тешко. Тогаш одиме каде? Во теемум. Значи имаме вода, ама не можеме да ја употребиме од студ, од операција, или од некои други случаи што докторот може да го определи дека не смеш да имаш допир на водата. Например, докторот ти вели 3 дена не смет после операција ти да имаш допир на водата до кожата. Затоа што умриш. Тогаш ојме на теемум. Значи, најдеш вода и не најдеш вода. Или пак, имаш вода, си патник. Имаш вода со тебе, ама си на Сахара, пустина. Имаш малу вода, тоа ја користиш за што? За пиење. Пустината е, дали, нема, че не знаеш кај имат бунари, точно, чешми, кај имат. И ти сега се плашиш, и немаш абдес. Ама се плашиш дека ако ја користиш таа вода, ќе ти се потроши и ќе умриш, не знаеш после колку ќе трај патот таму, колку ќе биде. Што правиме овде? Водата ја чуваме за пиење, земиме теемум. Јасно? До овде? Сега, услови за валидноста на теемумот. За теемумот да биде валиден. Првиот услов кој е? Првиот. Што сме ние овде? Муслимани сме. Првиот услов е ислам. Според ова, теемум ако земет еден немуслиман, валиден му е? Не му е валиден. Абдес ако земет еден немуслиман, валиден му абдесот? Не му е валиден. Зашто не го имат исполнато кој услов? Кој основ? Шехадетот. Немат верување, немат иман. Затоа Аллах субхану ва таала, кога немаш иман, немаш верување, не прифаќа од него ништо, ни абдес. И намаз да кланјат. Немат, затоа што не го имат исполнето првиот основата на вера, клучот, немат влезено тој во верата. Затоа првиот услов на теемумот кој е? Ислам, како и на другите. Сите обавези што ги имаме ние е ислам. Првиот услов е ислам. Вториот кој е? Ниетот. Ниет. Мора да имаш ниетот. Ниетот дали треба да се изговара со уста или доволно е со срце? Со срце. Не треба. Изговарањето на ниетот со уста што е? Новотарија. И ова велет кој? Ханефиите, шафиите, маликиите, амбелиите. Сите велет дека изговарањето на ниетот со уста е новотарија. Не е од суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Третиот услов кој е? Разум. Да е свесен. Разум. Според ова, теемумот или абдесот од безумениот е валиден или не? Не е валиден.
Така? Човек што е губил свест и му се дава темум, му се прифаќа или не? Не. Зашто? Кој услов му фали? Разум. Така, обратно треба да се свртиш. Да размислуваш обратно. Значи, тој е губил свест. Кој услов му фали? Разум. Добро. Ако некој немал ние така за да кланјат намаз, отидол во земјата, так темум и кланјат намаз. Темумот му е валиден? Не му е валиден. За кој услов му фали тука? Ниетот. Еден немуслиман виде еден муслиман таму, так темум, и тој рече, ај јас ќе се придружам денеска со вас, ќе земе ти тој темум. И сака да кланјат со нас намаз. Му е валиден темумот или абдесот? Не му е. Кој услов му фали? Главниот, ислам, му фали. Зато сега четвртиот услов, првобитна возраст. Што значи првобитна возраст? Учењаците се разделени во мислења. Некој велит да ги разбират работите. Но множината што велят? Колку години треба да има детето? 7 години. Кој ќе исполни 7 години, тогаш темумот му е валиден. Пред тоа, ако земи темум на 4 години, такте или абдес, му е валиден абдесот на детето? Не му е валиден. Абдес, не сме да ти излезет имам. Не можеш да го исташ имам, тој 4 години, 5 години, затоа што немаат намаз. Тој да, му се пишет како дело него, ама не е одговорен уште за тој намаз. Затоа ме разбирате сега, првобитна возраст многу е битна за да му се примат, значи темумот. Петтиот услов кој е? Неможност за употреба на водата. Неможност за употребување на водата поради, например, непоседување, како што рековме, немал вода нигде. Или пак имат, ама неможност за употребување од други причини. Например, операција, студ, болен и се плашит. Тој е џунуб, ако се капи со ладна вода, камен, мој да настинит, и то лошо да настинит. Или пак некој мој да ојде во друг степен, што мој да се уништит, мој да се разболит и да умрит од тоа болест. Исламот е дојден леснина, му велит не. Чим немаш топла вода, се плашиш со ова вода. И ако имаш вода, нема згајле, ќе земиш тему. Тој мој да земе абдесот со таа вода. Да, ама абдесот го олеснува џуноблокот, а не го креват скроз, а земјата го креват. Затоа што кажавме со две материи се изврши чистотата, која? Земјата и водата. Јасно до овде? Ќе ве прашам после за условите. Сега јасно, после ќе видиме колку е јасно. И шестиот услов, темумот да се оствари со чиста земја врз која нема нечистотија. Како например земјата која нема урина или измет или нешто што е валкан, што се смета за валкано. Таа е земја. Ако гледаш тука нешто што е валкано, не смеш ти да земиш темум, ќе велиш јас ќе земам темум и ќе кланјам. Не. Мора да е земјата чиста, површината треба да биде чиста, затоа така Аллах субханаху ва таала велит во Куран. Саидан тајибан, вели чиста земјина површина. Така Аллах субханаху таала го има спомнато во Куранот за ајетот на тејемумот и абдесот. Добро. Учените се разликуваат во мислења, значи научњаците во мислења доколку не најде земја, дали е дозволено да се употребува например нешто друго како песок, камења, некоја земја што е кал, например кал, или некое нешто што е некоја земја што например посебно во арапските земји кај што се ептенсува. Дали е дозволено да се зема темум тука? Кој вели да? Некои од учењаците велат дека не е дозволено. Она најисправното мислење е дека тоа се дозволува
со све што е над површината земја од тоа што е чисто. Затоа што пратеникот салаллаху алейхи ве селем и асхабите кога биле во битката на Тебук, отидоe далеку од Медина, па не најдоe вода. И тие се упатиле кон земјата. И земјата таму негде беше земја, негде беше песок, негде беше камчиња. А пратеникот салаллаху алейхи ве селем значи не се предесува дека некој од асхабите, како што велат некој да земи земја со себе, па таму после да земит од таа земја. Не е од суннето да земиш земја со себе, него каде што најдеш површина чиста, било тоа песок, било тоа земја, било тоа сува земја, било тоа кал. Значи дури учењаците го дозволяваат и каде? И во зидот да се земат теемум. И во зидот да се зема теемум. Јасно? Ке кажеме сега после тоа описот на теемумот.